Министерството за здравство се уште не ги објави резултатите за причината на епидемијата во Гостивар. Министерот Сашо Клековски рече дека не може да даде информации без да биде дадена дозвола од јавното обвинителство. Значи, јасно кажувам дека кога ќе добијам дозвола за пристап до информациите, ќе комуницирам. Јас иначе во претходната комуникација одев по логика на исклучување со оваа демографија. Значи, ние имаме од 1-2 години до 80 години засегнати од различни географски места, населени места во повеќе денови. Јасно дека не може да биде храна, бидејќи не можат овие луѓе да се поврзат со еден извор на храна. Директорката на Институтот за јавно здравје Марија Доновска рече дека обвинителството во четвртокот попладне поднело официјално барање до институтот и за помалку од 1 час екипите излегле на терен. Како што рече, примероците биле земени од 4 локации, а работата на терен завршила во раните утрински часови во петокот, пошто примероците веднаш биле испратени на анализа. Во моментот Агенцијата за храна и ветеринарство има дадено забрана за користење на водата. Тоа значи подразбира целосна забрана на користење на водата и нашите препораки би иделе и се во таа насока како институт, се до моментот додека трае таа забрана да бидат почитувани сите препораки кои што се дадени. Доколку има потреба, ќе биде пуштена поголема количина вода во Гостивар, рече директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски, кој нагласи дека владата одлучила да обезбеди 50.000 литри вода за пиење, кои секојдневно ќе им бидат распределувани на граѓаните на Гостивар.